класа да испаднат на протест пред собранието во Жена парк, да ги повикаме луѓето да го дигнат својот глас, да кажат дека постојат, дека имат своје ја, да се придружат и синдикатите со нас и ние со синдикатите. Да кажеме дека вака више нема да оди, дека никогаш нема повеќе да дозволиме некој во наше име да владее и врз нас да владее безмилосно. Да си ги оствариме, да си ги бараме нашите права. Ако пред 120 години во Чикаго на 1 мај загинале 200 луѓе за да ги остварат трите златни осмици, 8 сата работа, 8 сата одмор, 8 сата рекреација, ние веќе да се бориме за 4 златни диамантски шески, 6 сата работа, 6 рекреација, да одиме напред. Да, овие заложби, особено за уведување на 4-часовно работно време, тоа е едно најреволуционерно решение, да речеме, во сегашно време, кога знаеме дека дури и оние кои што се бават со интелектуален труд и така натаму, дури многу повеќе, не дупло, туку 3 пати повеќе, го зголемуваат времето поминато во тој ангажман. Значи, без оглед што се намалува, да речеме, вака со регулатива, сепак е ангажиран секој поединец, нема време за семејството, нема време за одмор, вистински. Секогаш е во трчање, во брзање, да постигне што повеќе. Значи, трудот негов е толку многу експлоатиран, така да речам, иако смета дека тоа му се вреднува, може би му се наплаќа, меѓутоа суштината на човековото живење и како тој да си го направи животот поубав, изгледа дека тука се измолкнува. Со ова, нели, со овој предлог и заложба, сигурно ќе се врати многу од она изгубено човечко, работничко, семејно време, што секој човек треба да успееме и ние како човештво да го постигнеме, за да го подобриме квалитетот на тоа како ние живееме и како нашето време и зашто и со кого го споделуваме. Видите, баш сакам да дискутирам на ова тема, наместо да се враќаме на црнилата во кои се наоѓаме, да се бориме за 4-дневна работна недела, за 6 сата работа, за пензионирање, право на предвремено пензионирање на 50 години, за да може нашиот човек и да прошета, и да проживее. За жал, ние во трчање, како што кажате, во нервози, во секираци ни поминува животот, изгубивме генерации и генерации кои вени сечат за некои си супер патриоти, вени сечат за некои си супер директори, супер, значи, невидена работа. Но ние тоа ќе го смениме. Посакувам да има успех на овие избори Работничката партија, токму заради овие заложби, кои што не се среќаваат, да речеме, во другите програми, а се насочени кон суштината на живењето на секој од нас. Што ја забораваме или што толку сме ја оставиле настрана, што не можеме да се поврземе со она вистинско живење, што треба да го уредуваме. Толку тоа, традиционалниот начин на живот, хуманоста, човечноста, дружењето, човекот е социјално помагањето, солидарноста. Помагањето, солидарноста, тоа прво потекнува од образованието, да не биде образованието со мотив за да се вработи во администрација. Се мора од корене да се
смена. Секој чекор, секој пат почнува со прв чекор. Ние ќе ги направиме тие први чекори и тоа мора да биде така. Историјата на човекот секогаш докажува дека човекот се движи напред. Така е. Ви благодарам за овој убав разговор што го водевме. Не опфативме се, ќе го опфатиме во другите емисии, зашто повеќе да ги запознаеме со програмските цели, со заложбите на Работничката партија, со оглед на тоа што и не може на медиумите да често да го слушнат тоа, затоа што постои цензура, сокривање. Тоа е двопартиска диктатура. Ви благодарам на поканата, ми беше пријатно. Почитувани гледачи, сите кои не следевте и ќе изгледате оваа емисија, ве покануваме утре на 1 мај во 12 часот пред собранието во паркот Жена Борец, каде што со протестен марш и потоа импровизиран пикник ќе ги упатиме истите овие наши заложби до сите нас, односно до секој од нас, работниците, создавачите кои што се во Македонија, и како на најдобар начин да делуваат понатаму, како да се постават спрема сето она што некој друг им го презентира и зошто би сакалите на начин на кој што може би сака да ги злоупотреби и да ги изманипулира, особено кога се работи за одлучување и давање на својата доверба и глас на избори, кога се бираат представници кои што ќе работат исклучиво во интерес на секој од нас како суверен и во интерес на државата, која што ни е потребна за сето ова што го кажуваме во нејзина организација и под нејзино покровителство да биде остварливо за подобрување на нашите животи во секој аспект. Посакувам пријатна вечер и да бидеме помасовни утре во 12 часот пред собранието. Довидување.